Далеку и да се обидат до крај да се организираат што подобро за изборите. Така што мислам дека е една чисто погрешна политичка одлука. Смяташ ли дека е власта во паника и затоа тоа така го прави? И токму сега? Кое време е вистинско време за носење на еден закон? Ако е вистина ова што господинот Филип Петровски или Филипа подозволи, така бидејќи се знае подолго време да комуницираме. Нема проблем. Ако Филип смета и проценката на нивната политичка партија дека во погрешно време го носиме закон, дека со носењето на тој закон се ги намалуваме шансите на изборите, тоа што и треба да го поздрават. Може да кажат ние сме против законот и ќе не остава да се го изгласаме, а револтот на луѓето ќе се го каже на изборите. Прво не се забранува протестирање. Се одредува точно каде може да се протестира. Затоа што еве сите и кога се возравивме кај се идна опозиција или кај се слично, еве господата ќе дојдат за неколку месеци на власт, веројатно ќе владат како што владеа во претходниот период и веројатно многу брзо ќе имаат протести. Со ова, ако ги забрануваме протестите, овој закон оди во нивен прилог за она време кога тие ќе бидат на власт. Иначе, како што реков, секое време е добро и лошо, во зависност кој како гледа и тука се сложи. Може ли да продолжам на оваа тема? Кога ВМРО не би била на власт. Може да го донесат првиот закон кога ќе дојде на власт, некој го донесат, некој го вратат. Сега веќе влегуваме во добра дискусија, затоа што повеќе мојот соговорник повеќе работи ги искрива и ги постава наопачки. Прво, мислам дека вие ме прашавте за времето. Времето е апсолутно погрешно, што не значи дека се сложувам со содржината на законот. Содржината на законот содржината на законот е дополнително комплицирана од аспект на човекови права. Меѓутоа, ние се наоѓаме во ситуација во Македонија да комплицираноста на состојбата во која што, да речеме, повикуваме да реагира Уставниот суд, да го забрани законот, председателот на државата да не го потпише законот. Значи, комплицираност оди во таа насока што целата гарнитура, односно комплетниот естаблишмент во сите државни институции потекнува од една иста гранка, односно една иста групација. И мислам дека она што суштински мора да го кажеме во оваа емисија, да завршам па ќе ти одговорам. Значи, суштински она што мора да го укажеме со овој закон е дека ваквото ограничување на протестите е недемократско. Понатака мислам дека ако се донесе законот, ќе се донесе, бидејќи се знае какво мнозинство има Социјалдемократскиот сојуз во парламентот, и нема да има проблеми да тој закон се протне ни сите институции понатака и да заживее. Но ако веќе зборуваме за тоа што содржи во законот, мислам дека апсолутно е неприфатлив како мерка. А иначе кој е естаблишмент? Па се знае председателот на Уставниот суд од која политичка групација подржан, се знае до сега Уставниот суд како реагираше, како беше наклонет према сите мерки што ги носи власта. Исто така и председателот на државата е вашата групација. На државата. За Бранко Црвенковски зборуваме. Бидејќи тој треба да го верифицира законот, така? Вие кога ќе го донесете, он треба да го потпише за да стапи во сила. Предпоставам дека тие работи ги знаете. Мене ме радува еволуцијата на господата од ВМРО-ДПМН кои што минатата година беа доволно доблесни, честни. Јас се сложувам за тоа, им честитам на храброста, искочија вториот руки и помогна да го достигнеме цензусот и господин Црвенковски Бранко беше избран. Се работи, имате извртување вие на тези цело време така. Сега да кажам, пак и си кажете што има да кажете. Не се ограничува правото на протест. Имав една прилика и се сложувам и мислам дека и Филип ќе се сложи. Имав како политичар или како човек имав шанса да патувам во Брајтон, мислам, на конгресот